секогаш се радувам кога пак во наш подиум оставаме простори за оние најмладите. Во продолжение ќе истакнеме еден многу позитивен пример за тоа што значи добар професор и како може наставникот да ги поддржи и да ги унапреди вештините на своите ученици. Моите следни гости се тука со нас благодарение на нивната наставничка Ана Костадиновска, која сите ние добро ја познаваме, и таа одлучи да им даде шанса на Наум Бумбаровски и Агнеса Русомаровска да ги презентираат своите вештини и она што го научиле со наставничката, професорката Ана во однос на музиката и интерпретацијата во живо. Добре дојдовте во наш подиум. Како сте и секако едно стандардно прашање, како започна вашата музичка приказна? Агнеса, ти си многу малецка и верувам дека сето ова е многу и возбудливо за тебе. Многу огромен чест на вас, што сум на оваа сцена и почнав да пеам како мала, околу, не знам, 4-5 години, ама вака одев во хорче, почнав на 6 години до, па мислам дека до 8, нешто така, па бев во музичка школа, таму пев и сега кај Ана, супер ми е, да. Така, Наум, ти си нешто повозрасен од Агнеса, да, ни доаѓаш од Ресен, таму учиш, ако не се лажам. Меѓутоа, дали си во музичко училиште? Не, во гимназија сум во Ресен. Така, некаде разбрав дека всушност многу ја сакаш биологијата, математиката и останатите природни науки. Математика не баш, ама биологија. А како тоа го врзуваш со музиката? Па го врзувам музиката едноставно дел од мене. И јас можам да кажам дека мојата кариера започна во гаража. Со другар свиревме гитара. Тоа беше уствари собир каде што јас ме покажав мојата нова гитара, која што ми ја купија, и татко му рече дека јас добро пеам. И така се створи една група Long Play, која од тогаш до сега, фала на Бога, лека по лека. Активно работите. Предпоставувам, станува збор за настапи во живо во локалите на земјата. Да. Како зборувавме со претходната гостинка, со Дани Димитровска, дека декември е исклучително динамичен месец за вас. Колку сте вие како Long Play ангажирани? Па како Long Play ќе ви кажам дека не постои, бидејќи бевме како мали, но пред година бев со група од Ресен. Свиревме па по локали и така натака, но сега едноставно така. Немам време за тие некои работи, бидејќи посветен сум повеќе да научам како правилно да пеам и да свирам. Па здравје Боже да правам некои пацирки. Да, како изгледа еден час со Ана? На што работите најмногу? Па работиме на дишењето, работиме, нели, се распеваме на гласот, како да се пее, нели, од диафрагма. И да, па после си пееме и супер. Многу добродушна, на срцка е стварно. Да, супер. Анче, ја поздравуваме во оваа прилика. Двајцата сте пеачи со надпреварувачки дух. Како изгледа овој процес? Дали може би Ана повеќе ве притиска во однос на вокалната техника непосредно пред надпреварите? Па она не е некако притискање како мораш. Да, може би лошо се изрази, по-мек термин, повеќе ве мотивира. Да, па да, но во многу добар начин, да. Да, каде се имате настапено, каде се имате представено? Па имам настапено на некои надпревари во Македонија, онлайн надпревари, имам отидено, па требаше да се праќа онлайн видео, за да настапиш во Карнеги Хол во Њујорк. Овој дел од разговорот да го оставам по музичкото интермецо, да можеме малку повеќе да му се подсетиме, но да му се посветиме, на што го спомна веќе, ајде накратко, па потоа ќе навлезам во деталите. Да. Значи, први требаше да се прати видео од дома и така од луѓе од целиот свет праќа видеа и кои ги избра, мислам дека околу 30-40 и тие, знаеш, има шанса да пеат во Карнеги Хол и супер беше, многу беше супер прилика, а уствари неколку дена пред јас се разволив и грлото ме болеше. Нема шанси. Да. И баш кod денот пред, знаеш, Карнеги Хол ми се упри грлото за среќа, така да беше малце страшен. Универзумот бил на твоја страна. Така, Наум, ти беше победник на едно локално
талент шоу, дали тоа те охрабри повеќе да се посветиш на музиката? Па можам да кажам дека да. Тој ми беше еден прв така по-професионален чекор по музиката. И од тогаш почнав јас да се пријавам по надпревари, ама јас на школски надпревари. И имам земено прво место на државен надпревар по музичко и државен надпревар второ место по француска шансона, така добив патување во Париз. Браво, браво, супер. Дали се амбицирате можеби еден ден да имате и своја авторска музика? Дали е тоа крајната цел? Да, нормално, значи би обожала да имам мои песни. Тоа е што сакам да работам јас, пејачка да бидам и да. Да, гледам, тука си со твојата мајка, одлично е кога семејството те поддржува во остварувањето на својот сон. Изненадување за гледачите, во студиото имаме една многу посебна гостинка која е доказ за тоа дека музиката е универзалниот јазик. Станува збор за Кономи Сугијама, која што како сопруга на јапонски дипломат се наоѓа во нашето Скопје по случајноста на животот, ако можам така да го наречам ова, но сепак продолжува да е негова љубовта кон музиката, а секако еден ден се надева дека можеби ќе има и таа своја авторска песна, па еве во оваа прилика можам да ги потсетам сите продуценти кои можеби не следат во моментов дека Кономи е расположена за музичка соработка, затоа што и таа самата ја смета музиката како еден одличен начин за градење мостови помеѓу двете култури, тоа се секако македонската и јапонската. Наум, како си ти вклучен во оваа приказна, покрај тоа што работите со истата професорка по пеење, со Кономи за денеска ни подготвивте една прекрасна изведба на Евергринот Немир, кој оригинално го изведоа две музички легенди, Тоше Проески и Каролина Гочева. Тоше, за жал, веќе не е меѓу нас, но неговата музика останува да живее. Па јас, идејата беше на професорката Ана да ја испееме Немир и бев презадоволен и пресреќен и кажав дека со задоволство сакам да испеам Немир со нејзин. Епа, ајде да чуеме што сте научиле, повели. Од Студио 2 во рамките на наш подиум ја слушаме темата Немир во изведба на Наум Бомбаровски и Кономи Сугијама, нашата специјална гостинка од Јапонија денеска. Дали е доцна нешто да смена, кому да кажам, без тебе не можам. Свето да сакаш, бити го губи. Грешев што грешев, само Бог би ме искупи. Да најдеш некој повод или причина на помој да ме разбудиш. Ке откриеш во очи дека било вистина, што вела дека пак не залюбиш. Што вела дека пак не залюби.
фантастична изведба, друштво, ви благодарам многу. Повторно ќе кажам, музиката е апсолутно универзалниот јазик и без разлика што нашата гостинка која номина зборува македонски, таа многу добро ја почувствувала емоцијата која што ја носи темата Немир. Наум, биди така, затоа што имаме уште една музичка задача за тебе подоцна, но сепак имаме уште малку муабет со мојата малецка гостинка Агнеса. Агнеса, го споменавме Њујорк, сега можеш да ни раскажеш малку повеќе во детали за твоето искуство таму, не само што настапи во престижната сала Карнеги Хол, туку таму беше и наградена. Да. Како изгледаше искуството? Па, многу беше, ева, кој што кажав, често, тоа стварно. Првин кога отидов таму, викам, леле, овие, знаеш, малце стресничко, ама па, не, мислам, не до толку дека, знаеш, чест ми беше интересно ми е да пеам и баш беше убаво, да, мислам, стварно беше, да, треба. Која песна интерпретираше таму и за која изведба доби награда? Ени, да, од мюзикот Tomorrow, дека таму мораше мюзикал да се испее песна. И да, и што беше другото прашање? Зашто беше наградена, која награда ја освои? Па таму не знам како беа баш наградите, ама нели кој што ви кажав дека требаше да се прати видео и више и тие што беа таму се едни од победниците, ама некој има како вака дрвена награда, мислам и ја, ама и имаше виолински клjuč, на некој им беше со некако како златно обоено и на мене ми беше таков, а другите им беа некако обоени. Значи некако посебно признание. Да, мислам дека така, да, ама не сум сигурна. Интересно е за надпреварите од овој тип што навистина има многу дружба. Дали се уште ги одржуваш тие контакти, тие пријателства стекнати таму? Па таму не зборавме баш, ама имаше некои кои стварно беа многу добри и добри со пеење и вака добродушни. Дека нели таму кога се спремавме сите како браво, знаеш, супер пееш, на сите да си давме поддршка, да. Морам да те прашам затоа што за само неколку денови ќе имаме прилика да го следиме и јуниорскиот Евросонг, преносот ќе се случи на 13 декември на првиот канал на македонската телевизија. Дали го следиш фестивалот најпрво како фан, а секако и како млад пеач, дали некогаш се амбицираш да се најдеш и ти на таа сцена? Да, многу сакам да се најдам онака чест ќе биде да представам Македонија и стварно многу би сакала на Евровизија да отидам. Дали имаш некои фаворити, можеби песна што ти оставила најголем впечаток, еви доколку сакаш да истакнеш и некој од досегашните македонски представници на јуниорскиот Евросонг? Па не знам, сите биле тие што пееле? Да. Па сите биле супер. Ама ова не од јуниор, туку Каролина, која запорив како се викаше Од нас зависи или Мојот свет? Не ми текна, ама носеше црвена сукња. Од нас зависи се викаше песната, па ти дали си била тогаш родена? Не сум била, ама имам видено да, од последнаш на песната. Одлично, Агнеса, се радувам што се запознавме. Ти посакувам многу музички успеси, продолжи да пееш, затоа што одлично го правиш тоа. Секако ќе те оставам и да му се придружиш на Наум на пунктот за настапи во живот, да те слушнеме и на дело како сето тоа звучи, што ќе ни отпееш? Ќе ви отпеам Die With A Smile. Така, од Леди Гага и Бруно Марс. Да, Леди Гага и Бруно Марс. Ова ми кажува исто така и за тоа каква музика слушаш и следиш и мислам дека си на прав пат само напред. Тимот на наш подиум е тука да те поддржи за сите твои музички подвизи. Наум, истото важи и за тебе. Секој пат кога ќе имаш нешто ново, јави се, ние сме тука затоа што сакаме да ги поддржиме младите таленти. Агнеса повели, јас едве чекам да ве чујам како сето тоа ќе звучи. Штом сте подготвени, почнете си.